За православните верници 14 јануари е почетокот на новата година според стариот календар. Но денес православната црква одбележува два празника: обрезанието на Господ Исус Христос и Светиот Василий Велики. Според календарот се празнува и Светиот Василий Велики, кој што бил архиепископ Кесариски и бил роден во времето на Константин, ги поминал сите науки, како што се реториката, астрономијата, философијата, принел сериозна аскеза и станал архиепископ на Кесарија, каде што напишал многу творби. Ги напишал монашките правила, ја напишал литургијата на Свети Василий Велики, која служиме 10 пати во годината, меѓу кои во денешниот ден. Отец Александар ја објасни традицијата преку која на денешниот ден верниците прават пита со паричка. Познато е неговото чудо со Јулијан Отстапник. Всушност, Јулијан Отстапник бил и негов на некој начин школски другар, кој што подосна отпаднал од црквата и пак почнал да ги гони христијаните. Кога Свети Василий Велики бил архиепископ на Кесарија, Јулијан се заканил дека ќе направи голем покол во Кесарија и за Свети Василий Велики да ги заштити христијаните од убиствата на Јулијан. Знаејќи ја неговата слабост, сребролюбието, наредил сите христијани да го донесе зачуваното злато од дома, за која ќе дојде сребролюбивиот цар, златото да му биде дадено. И бидејќи Јулијан Отстапник загинал и не дошол, потоа Свети Василий Велики на собраното злато сакал да го врати на народот, па така го поделил на еднакви количества и го ставил во лебови, во пити, и така луѓето земајќи од лебовите си повраќале одредена количина од златото кое што го беше претходно дале. И во чест на овој настан, кој што се случило житието на Свети Василий Велики, според традиција и денес се подготвува Василопита. И затоа може би да кажеме дека прашањето кога, иако тоа е традиција, еден побожна традиција, благочестива, но прашањето кога треба да се постави леп со паричка, дали на Банник или на Свети Василий, значи денес е сепак најправилно да се постави пита со паричка, заради тоа што тоа го правиме баш во спомено на Светиот Василий Велики, архиепископот Кесариски. Од црквата на верниците им посакаа среќна и успешна нова година.